I bi bil sosem zadovoljen, koga bi sakali da mi gi odgovorite. Aha. Pa nije smo ovdje, za da vi odgovorimo na vašite prašanje. Inaku, zašto bi bili ovdje, gospodine doktor? Nekogaš, vašio tatko imaše golemo bogatstvo, zar ne? O da, gospodine doktore, golemo bogatstvo. Во тоа време, тој раководеше со една фабрика. Така ли е? Gospodine doktore, ima ljudi koji se rodili za da budu fabrikanti, a naši od tatko. Поточно од каков? Ти беше вашата куќа на улица Голенкур? Зарем не живеевте таму со вашите родители? Da, ta беше на улица Голенкур. A što se odneseva do poteklото, ne знаят ли що си да смъртта на мама. О, мама! Та правеше. Се за да не дознаеме, за да не вознемирува. Но по незината смърт, кога му се спротивставихме на собственикот, портирот И другите? Кои други? Собственикот се беше повикал името на Клотилда за разни работи. ние не знаехме какви дела беа тоа. Прашав! Кои други? Беше склучил договор на име на Клотилда. И ете така, по нејзина вина бевме избркани. И од тоа започна сите други работи. Собственикот на улица Лотар, каде што отидохме потоа, и тој ни изфрли на крајот од месецот. Ова сватихме многу доцна. Всушност, ни алудира на нешто, кое не го знаевме. А која од вас прва го свати тоа алудирање? Никоја! Сите три мислевме еднакво и исто. И сите три истовремено мислиме. А зошто постојано велите мислиме, а не мислевме, што сметам дека би било многу поправливо. Бидејќи никогаш не сме се разделиле од окупацијата на Париз. La 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 la. La 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 la. La 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 Убеден сум во тоа. Да, но денес сте разделени од она која јас би ја нарекол форс мажор. И да ме прашам, зарем секогаш беше толку единствени? Никогаш не сме биле поединствени отколку сега! Жене! Замолкни! Не сте биле поединствени. А верувате ли дека даварите имале неочекуван обичај да се ослободуваат од по некој од нив кога ќе станеле неподносливи? Даварите? Даварот сам по себе представува некаков символ, месија доктор. Символ на што? Не знаеме. Никого и никогаш не сме прашале за тоа. Може би сме сгрешиле. Во секој случај, убедени сме дека добро постапуваме. Ете, гледаш? Мислевме дека правиме добро. Во комисаријатот сте изјавиле дека некој прави заговор против вас. Но не знаете кој и како. Заред не мислите дека вашиот татко и господица Клотилда не биле меѓу нив? Ова е неправедно. Па и ние сме законски керки. Ако сме дабари, не е по наша вина! Нашиот татко направил голема грешка, што не предупредил. Барем,
тоа да му беше единствената грешка. И каква друга грешка сторил? Той направи Жанеч! Месија доктор, има работи кои треба да си останат меѓу нас. И вашиот татко ли беше дабар? Не знам, може би тој самиот никогаш не го знал тоа. Немаше причини Клотилда да биде толку заштитувана. Тој многу ја заштитуваше. Имаме докази за еден заговор. Заговор! Заговор? Жане. Престани веќе еднаш. Сомнежите се појавија кога заедно читавме низините документи. Први фактурите. Името й беше напишано на 3 различни начини. Истовремено се менуваше и презимето. Се разбира, сето тоа беше насочено против мама. О, мама! И против нас. Кога добивте докази дека има заговор против вашата мајка и против вас? Многу порано. Пред дабарите. Уште на самиот почеток сето тоа резултираше 1900-та. Заедно ги читавме незините документи во кујната. Да. Зошто во кујната? Поради гасот. Не ги палевме редовно лампите. Сигурни ли сте дека сета таа бркотница со имињата прикриваше некако криминал? Убедени сме. Но во животот ништо не може да се докаже. Само едно е сигурно, дека ние сме кутри. Тоа често ни го велеа. Кој ви го велеше тоа? Сите, секогаш! И Клотилда! Таа прва! Затоа ли ја турнавте вашата сестра од Пајтонот? Или затоа што се фатила со едно момче за кое овде присутната господица Жанет го сметала за свое? Како што гледате, си спомнувам на оно што ми изјавихте во комисарија. Вие немате право да зборувате такви работи. Жанет е нашата најстара сестра и е толку несребна. Навистина време која прегази. На не е бил таа вином. А не су виновна, не е по моја вина. А не го побара тоа од мене. Тоа веќе не се поднесуваше, така е. Клотилда не почитуваше. И петонџијата исто така. Таа му ги покажуваше градите, а тој се клештеше. Не почитува. Не сум јас виновна. Не е по моја вина. Се колнам во мама. Мама. Значи, Клотилда паднала од Пајтонот случајно. Такви работи се случуваат и јас не би сакал ништо подобро од прифаќањето на таа хипотеза. Како да ви кажам, месио доктор, не е едноставно. Можете ли да ми го кажете вашиот последен разговор со господица Клотилда во Пајтонот? Уи, се разбира. Почна да не навредува. А потоа си призна дека таа лично ги натерала да ни сврлат од улица Голенкур. Тоа ли е се што ви кажа? Не, тоа не е се. Исто така, кажа дека ги украла сите наши документи, за да ги дадена, за да му се поддадена. За да му се поддадена. Бого. На своја
беше лажен пајтонџија. И нејзиното ли момче наликуваше на пајтонџија? Не знам. Не знам. Пајтонот силно јуреше, а пајтонџијата довикуваше. Сега ме сам право во комесаријатот ако не ми платите. Се разбира дека ние не ги сносиме последиците. А потоа не обзеде злото. И се грабневме во пајтонот, како полудени. И вратичката се отвори. Да, токму така. Вратичката се отвори. И само таа ноќ Клотилда не беше на средина. Ја седнавме отстрана Клотилда која Паднала низ вратичката и со главата право на ивичко. мислевме дека постапуваме добро што малку ја подкаравме. Зборуваше лоши работи за мама! Велеше дека треба да оставиме уште пред 30 години. Но ете, ние не ја послушавме. Останавме со мама. Се до последен час. О, мама. Дење, ноќе, по хотелите, на улиците додека чекавме пајтон, во пајтоните. И сте останале со неа се до смртта. Тоа го знам.